предизвик за почеток на денот е посета на маркет и соочување со цените. Токму за цените и правата на потрошувачите утрово разговарам со Татјана Тасевска од Организацијата на потрошувачи на Македонија. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Секојдневна сцена во продавница. На рафт ја гледате цената, го ставате производот во корпата, одите на каса и таму ве пречекува повисок износ. Има ли право потрошувачот да реагира? Секако. Значи, цените кои што се истакнати на рафтовите треба да се тие и кои што потрошувачот требал да ги плати на каса. Вообичаено трговците се вадат на тоа дека не стигнале да ги сменат цените на рафтовите, а во системите веќе им се сменети, меѓутоа потрошувачот има право да не го земе секако тој производ или во крајна линија и да му се наплати онаа цена која што стоела на рафтот, бидејќи ние како потрошувачи си правиме проценка, можеби токму толку пари сум имала, па затоа и тој производ сум го зела. Значи, законски мора цените на касите и на рафтовите да бидат идентични. Да, ако трговецот е должен јасно да ја истакне цената и да се придржува до истакнатите услови на продажба, во случај на повисока цена, ако маркетот ја признае грешката, треба да ја врати разликата или да наплати по цена по која што е цената на рафтот. Меѓутоа, во спротивно, ако маркетот одбие да постапи, што треба да направи потрошувачот и каде треба да се обрати? Секако, потрошувачот во првиот момент може да го врати производот, да побара да му се рефундираат парите целосно за производот и верувам дека трговецот тоа ќе го направи, меѓутоа сепак и за овие разлики за цените на касите и на рафтовите треба да се пријави во Државниот пазарен инспекторат кој што ќе направи контрола и согласно законот за потрошувачи ќе изрече соодветни мерки и казни за трговците кои што постапуваат на тој начин. Сепак да истакнеме дека и купувачот има обврска да ја провери сметката откако ќе ги купи производите во маркет, да ја чува и соодветно на сето тоа што е запишано како цена на сметката и да реагира. И овде ќе истакнам дека не е само прашање во парите, туку прашање во довербата, доверба помеѓу купувач, односно продавач и секако заштита на потрошувачите. Ги добиваат ли секогаш своите права потрошувачите? Не ги добиваат секогаш своите права, за жал. Знам дека е тешко да се чуваат сите фискални сметки, посебно во делот кога прехранбени производи купуваме секојдневно. Затоа моја препорака до потрошувачите е кога ќе ги купат производите на излезот од маркетот, секогаш да си ја проверат фискалната сметка, дали соодветно им се наплатени производите, бидејќи на тој начин нема да мора да се враќаат, ќе можат веднаш да реагираат и нормално во тој момент се уште ја имаат фискалната сметка, бидејќи во спротивно јасно ми е дека кога ќе си заминете дома и ќе видите дека разликата е можеби 5 или 10 денара, што велите не е во парите, нема да се вратите да реагирате, меѓутоа точно така работата е во добербата помеѓу трговецот и потрошувачот. Ние како потрошувачи треба да имаме, односно не треба, него имаме право секогаш цените да ни бидат истакнати конечни на рафтовите, заедно со ДДВ и со се она што треба и на каса да ја платиме истата цена. Да, споменавте многу често потрошувачите не сакаат да реагираат, да не губат време, затоа што дошле да завршат обврска и да купуваат производи во маркет, но сепак треба да ги знаат своите права и со редовното и честото реагирање пак и продавачите ќе се научат дека треба да ги почитуваат потрошувачите. Точно така, ако потрошувачите реагираат, ќе можат да си ги остварат и своите права, ако ќутиме ништо од тоа, значи ќе си продолжат трговците со својата пракса. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и на вас за поканата. Секако, колеги, верувам дека дадовме корисни информации. Еве, упатуваме апел до гледачите, бидете внимателни при купување во маркетите, проверувајте ги фискалните сметки, проверувајте ги цените и соодветно на тоа и реагирајте доколку сте оштетени како купувач.